Дождот кој што утрово нешто пред 7 часот започна да врне на територијата на ловишето Јасен, најпрво со послаб интензитет, а потоа и со посилен интензитет, околу 2 часа помогна пожарот да биде изгаснат. Но се уште зад мене можам да забележам столбови од чад кои што се издигаат од неколку жешки точки. Врз нив ќе продолжиме со пешадиско дејствување за да не дозволиме повторно будење на овој исклучително тежок за гасење пожар, затоа што на некои места имаме дебели слоеви од лисија, од иглички, од шишарки кои што се исклучително горливи, а ветрот кој што постојано дува, кој што го менува правецот, набргу ќе исуши вегетацијата и постои можност од повторно будење на пожарот на овие точки. Затоа остануваме на ова место, вработените во јавното претпријатие Јасен цело време ќе патрулираат по пожарната линија, за да не дозволиме будење на овој пожар. Иако јас сум оптимист и мислам дека имаме добри шанси денес да го прогласиме за ставен по целосна контрола, а потоа и целосно изгаснат. За жал, дожд падна само во северозападните делови на државата, значи некаде од Тетово во насока кон Куманово и Кумановско. Источните делови од државата, централните делови, јужните делови, југоисточните делови, па и југозападните не се зафатени со дождови, иако се очекува некаде во околината на Прилепско и на други места да падне мала количина на дожд. Затоа што за денес УХМР најавува ветер со брзина до 70 км на час. Ветерот представува голема опасност за појава на нови пожари и за нивно брзо ширење. Апелирам до граѓаните, особено денес, да бидат исклучително внимателни. Сите наши ресурси се распоредени на овие критични подрачја, за истите да може да бидат употребени онаму каде што за тоа ќе се појави потреба. Значи, дождот кој што заврна во Скопје и во северните делови на државата не ја прекина опасноста од појава на пожар на отворен простор. Затоа уште еднаш апелирам до граѓаните да бидат внимателни и да го пријават секое сомнително однесување. Исто така апелирам до граѓаните да внимават да не дојде до искрење на жиците помеѓу бандерите кои што знаат да бидат предизвикувачи на пожари.